Во текот на денешниот ден досега се регистрирани 8 пожари на отворен простор. Од нив во овој момент 3 се активни, а еден е ставен под контрола. За жал, дождот кој што падна во мали количини досега на неколку места низ државата не помогна многу во намалувањето на бројот на пожари. И понатаму најголем проблем представува пожарот во Јасен, каде што 10 на 15 минути заврнал ситен дожд, но не бил доволен за гасење на овој пожар. Рано утрово, со дејство на пожарот кај Јасен, започнаа 2 ер трактори кои што дејствуваа подолго време со прецизно фрлање на вода врз еден крак, со што спречија ширење на огнот кон страната на селото Брезница. Исто така и горната страна на овој пожар, по еден, би рекол, стрмен гребен е целосно ставена под контрола, благодарение на специјалците од армијата, волците и ренџерите. Исто така на лице место на Јасен се наоѓаат припадниците на единицата за брзо распоредување на МВР, кои што со поддршка на вработените во Јасен, екипа од национални шуми, но и екипа пожарникари од Македонски брод, заедно успеаја да ги стават овие два крака под контрола. Најтешкиот крак, кракот кој што се движи во насоката на Козјак, за жал и покри малата количина на дожд се уште е активен и ќе продолжиме со негово гасење. Наредниот активен пожар се наоѓа на територијата на општина Липково во атарот на село Лојане, пожар кој што изби во текот на вчерашниот ден, кој што беше ставен под контрола, но повторно се разгоре. Таму дејствуваат противпожарната единица од Куманово поддржани со национални шуми. Третиот активен пожар се наоѓа на територијата на општина Студеничани, изби денес околу селата Дрчевица и Цветово, гори мешана шума, ниска вегетација и трева. Под контрола е пожарот кој што неколку дена гореше на територијата на општина Јагуновце во атарот на село Јажинце, с кракот кој што тргна во насока на Скопје, кракот кон селото Долно Орошје и Радуша, се уште е активен, иако не представува проблем повеќе за овие села, бидејќи истиот е ставен под контрола и нема да му биде дозволено понатамошно ширење. Очекуваме во поплодневните часови поголема количина на дожд, посилни врнежи, кои што треба да помогнат за гасење на сите пожари на територијата на државата. Во текот на вечерните часови ќе знаеме дали дождот заврна онака како што прогнозираше УХМР и како што ние се надеваме.